Желбата да се покаже влијанието на технолошкиот напредок и да се стави во рамка низ која ќе треба да се отчитува неговото влијание како шанса или закана, е во потполен несразмер со реализацијата на идејата, од која се добива недвојбен впечаток, дека целта е да се фрли чифте и малку чатал за подновата. Драги пријатели, често знаеме да кажеме дека иднината доаѓа. Еден доказ дека таа е дека тук автомобилот вози сам. 100 км на саат се движиме. Во кривина сме, над стеменеви се дигнати горе, 115 км. Колата точно знае каде треба да вози. Таа би го фатила секој правец ако доследно се почитуваат правилата при изградба на сообраќајници за кои изгледа никако не се сака да излезат од мода. И ако се инсистира дека рутата е зацртана и од неа нема никакво отстапување, што е во спротивност од реалната слика. Дали станува мода во Скопје, веднаш штом ќе се асфалтира една улица, после тоа да има потреба истата да се раскопа за друга една таква улица во изминатите 3 години. Улицата Васил Ѓоргов во центарот на Скопје, што Петре Шилегов рече дека експресно ја реновирале, за само една ноќ е повторно раскопана. За сите кои боледуваат од недоследноста како невидлив вирус, има лек, но недостигаат адекватни услови за сместување. Оттаму е прифатлива замислата да се искористи еден од најсовремените објекти за хоспитализација на сите оние кои кога било се инфицирале или ќе се инфицираат, и тоа не само од вирусот на власта. Доколку нема власта капацитет и објекти за сместување на ковид заболени, ќе понудите зградата на ВМРО ДПМН? Јас би рекол веднаш да, без размислување. Посебен одел треба да се обезбеди за лекување од хипокризија и од неа патат многумина, особено оние кои сега се представуваат како тврди патриоти, а зад нив има историски факти кои го говорат спротивното. А тие ниту ден денешен не се обидуваат да ретерираат, па дури инсистираат да бидат земени предвид нивните аргументи како државна црвена линија. Значи, господин Милошевски е познат во јавноста како човек кој што зборуваше за исчашената азбука македонска, кој што зборуваше за корените на македонската азбука поврзани со Бугарија, кој што Блаже Коневски го нарече, така ли е, џуџето од Небрегова. Големината и духот на одредени луѓе не се определува според нивниот физички изглед и затоа подсмевањето е непристојно. Но само ако не е употребено во контекст, според кој е очигледно дека грнчето му се насмева на ваганчето. Од друга страна, сега сите вие кршете прсти, кубете коси, мислам не баш вие, не би можеле. И на крајот, оние кои не само што кубат коси и кршат прсти за да ја докажат вистината, туку со своите познавања најдлабоко влегуваат во сршта на проблемот. Гледате кој е председател на СЗО, геј. Што сакате поише? Го има на слики, на клипови, геј, погаќи човекот, председник на СЗО. И на вистина, кога веќе се е документирано, што всушност барате и сакате поише, освен тоа и што се очекува. Крајот.